Здраво на сите, тука е Данови, добро дојдовте во петиот девошнал, петото видео каде што идеме заедно по една од биографиите на Исус Христос, односно Евангелието напишано од апостол Јован. Како сте? Напишете ми во коментар или напишете ми во порака како сте. Дали може би имате некакви молитвени потреби за кои што можам да се помолам за вас. И доколку видите коментар од некој друг каде што има напишано молитвена потреба, слободно молете се еден за друг, бидејќи ние сите сме заедно една Христова фамилија. Пред да се фрлиме на стиховете, ќе читаме од втората глава од 13 до 22 стих. Ќе ве замолам да го споделите ова видео, бидејќи ќе биде споделено Евангелието, ќе биде презентиран тој избор да се следи Исус Христос или не, да се верува во тоа Евангелие или не. Затоа споделете го тоа видео, не знаете кого може да допре од вашите пријатели на социјалните мрежи кои што можеби скроваат баш сега во овој момент. Пред да се фрлиме на стиховете, како што правиме на секое видео, ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој еден кој што се вклучува на ова видео. Те молам ти да ги благословиш нив, да ги водиш нив, Господи, допри ги преку Твојот збор, допри ги, Господи, во нивното срце, омекни го нивното срце за Твојата љубов, Господа. Те молам ти да ги благословиш нив во ова тешко време во кое што се наоѓаме, да ги чуваш нивните фамилии, нивните најблиски. Исцели, Господи, таму каде што е потребно исцеление, донеси утеха таму каде што е потребна утеха. И те молам ти зборувај преку мене на ово видео и сето ова да биде за Твоја слава, а не за мене. И ова го молам во името на Исус Христос. Амин. Како што кажав, ќе читам од Евангелието по Јован, втората глава, 13 до 22 стих, и ќе читаме за таа позната случка каде што Исус влегува во храмот и ги превртува масите, ги брка луѓето кои што го претвараат храмот во една продавница, во еден маркет, во еден пазар. Вели од 13 стих: се приближуваше Пасха јудејска и Исус се искачи во Ерусалим и ги затече во храмот оние што продаваа волови, овци и гулаби и минувачите на пари како седат. И откако направи камшик од врвци, ги избрка од храмот сите, и овците и воловите, а на минувачите им ги растури парите и ги испреврта масите. Па им рече на оние што продаваа гулаби: носете го тоа одовде, и од домот на мојот отец немојте да правите дом за трговија. Учениците пак негови тогаш се сетија дека напишано е: ревноста за твојот дом ме изеде. А јудејците пак одговорија и му рекоа: за каков знак ќе ни го докажеш дека го правиш тоа? Исус им одговори и рече: урнете го овој храм и за 3 дни ќе го подигнам. А јудејците рекоа: овој храм е граден 46 години, а ти за 3 дни ли ќе го подигнеш? Но тој говореше за храмот на своето тело. А кога воскресна од мртвите, се сетија учениците негови дека за ова беше говорел и поверуваа на писмото и на зборот што го беше рекол Исус. Како што кажав, ќе читаме од стиховите и ќе го спомнаме тој познат настан, но сакам да се задржам и нема да должам многу, но видео ќе бидам пократок, бидејќи сакам да се задржиме на клучот на Евангелието, на клучот на верата во Исус Христос, каде што токму на луѓето, на верските водачи, на религиозните луѓе во тоа време им се обраќа Исус Христос во овој текст, во овие стихови. И тука збори за неговото воскресение. Тој доаѓа и гледа дека од Божиот храм прават трговија, прават пазар, но клучето што се случува после тоа? После тоа тој им вели: урнете го овој храм и за 3 дни ќе го подигнам. Тој тука збори за смртта на крстот, 3 дена кои што ги поминува во смрт, навидум во смрт, и потоа после 3-тиот ден воскреснува Исус Христос од мртвите. А кога воскресна, вели, од мртвите, се сети учениците негови дека за ова беше говорел и поверуваа на писмото и на зборот што го беше рекол Исус. Интересно е што во ова Евангелие, негде таму при крајот 20-та глава, 30-31 стих, ја пишува целта која е на оваа книга, а целта на оваа книга на секој еден настан е тоа да се прикаже кој е Исус Христос. Целта на целото Евангелие, на целата оваа биографија, за тоа сакам многу е прикажување на тоа кој е Исус Христос. Карактерот негов, божественоста негова, дека Исус Христос е Бог. И целта на ова Евангелие е да луѓето поверуваат во Исус Христос, во делата кои што тој ги правеше, во тоа кој е Он, кој е Исус Христос. И сето ова што го прави Исус Христос дека насочува кон крстот, насочува кон неговото воскресение, бидејќи неговото воскресение е тоа кое што нас не дава надеж за наредниот живот, бидејќи што фајда имаме во овој живот доколку немаме воскресение од мртвите после овој животот кога ќе заминеме од тука? Која е фајдата на овој живот? Која е надежта која што би имале во тешките моменти? Која е надежта дека после овој живот нема ништо? Дека завршува овој живот тука и толку пепел сме и нема ништо понатаму? Нашиот карактер, нашиот дух живее вечно.
телото е минливо. Ова тело ќе заврши еден ден на оваа земја, 2 метра испод земја и толку ќе биде. Но во Библијата имаме ветување со верата во воскресението на Исус Христос, каде што го вика Исус Христосов дека ова нашите тела ќе воскреснат еден ден исто така. И вели тој говореше за храмот на своето тело, неговото тело. Самиот Исус Христос се симна на оваа земја. Исус Христос се отелотвори во првата глава, во првото видео читавме дека Словото стана тело и се всели помеѓу нас. Исус Христос е тоа Слово кое што стана тело и се всели меѓу нас. Дојде да сам проживее 33 години своеволно, да проживее 33 години помеѓу нас. Да почувствува како што ние чувствуваме, да ги истрпи болките како што ние ги трпиме, дури и уште поголеми болки. И секогаш кога ќе мислиме дека никој не разбира ни што проаѓаме, имаме еден кој што секогаш не разбира ни што проаѓаме. Никогаш не сме сами. Секогаш кога ние мислиме дека сме заборавени, треба да знаеме дека секогаш сме во Божиот ум. Дека секогаш Бог ни има на ум. Исус Христос дојде на оваа земја, проживеа, беше искушуван на сите начини на кои што ние можеме да бидеме искушувани. И на крај да ги победи сите тие искушенија без ниту еден грев. Зашто? Бидејќи за нашиот грев требаше некој да ја плати таа цена. Ние не можеме да ја платиме таа цена за гревот во нас. А гревот го влечеме од нашите татко и прамајка Адам и Ева. Од првите луѓе. Библијата вели дека Ева стана мајка на сите луѓе кои што се родија по неј, затоа сме сите ние денес, сите вие кои што гледате ова видео, почувајќи ми имена. И од Адам и Ева натака носиме наследно грев во нас. И не можеме да бидеме совршени и да сакаме ние, немаме таа сила бидејќи живееме во несовршен свет. Пуштиме вести, тај мк, што и да е, одма ќе видиме дека живееме во несовршен свет. Дори не мора ништо да пуштиме. Верувам дека сите сме свесни за тоа. И некој мораше да дојде да не откупи. Бидејќи после овој живот нашето тело воскреснато и нашиот дух продолжуваат да живеат, но продолжуваат на едно од две места. Продолжуваат во рајот или во пеколот, односно во вечното присуство Божјо или во вечната одвоеност од Бог. Но вечната одвоеност од Бог не е некое забавно место каде што е екипата. Тоа е најосаменото место, најстрашното место, најболното место од кое што нема излез. Вечност е во прашање. Не се 80 години во прашање, не се ни 150 години, не се ни 1000 години во прашање. Вечност е во прашање, нема крај. И верувам дека животот овдека, кој што го живееме, влијае, одлуките кои што ги носиме влијаат на тоа каде ќе поминеме вечноста. А вечноста можеме да поминеме во вечното присуство Божје, каде што има што? Има вечна радост, има вечен мир, има хармонија, има среќа, има насмевки. Го имаме живиот Бог кој што создал секој, што е самиот тој љубов. Имаме вечна љубов со Него. И тогаш нема да гледаме сега со вера, не знаеме точно што се случува, да се надеваме на нешто што не сме го виделе, тогаш ќе видиме со нашите очи. Ќе се увериме дека тоа што ние сме го верувале е вистина. Но Исус Христос дојде за да не спои со таа совршеност, со тоа совршенство каде што е сместен Бог. Бидејќи нашите несовршени карактери, нашите несовршени битија не може да издржат Божјата совршеност. А апостол Павле во посланието до Римјаните вели сите сгреши и паднаа пред Божјата слава. Паднати сме под Божјата слава. Не можеме да го достигнеме ние тоа совршенство. Мораше да некој да ја плати таа казна за греф, а во истите тие стихови апостол Павле вели дека казната за гревот е смрт, вечна одвоеност од Бог. Еден греф е доволен за да ја заслужиме таа казна. Како што еден греф доволен да ја заслужиме таа казна, една одлука е доволна за да не тргне од таа казна и да не донесе во таа вечно присуство Божјо. А таа одлука е дали ние ќе поверуваме во делото на Исус Христос, дали ние ќе поверуваме дека Исус Христос умре на тој крст, после третиот ден воскресна од мртвите. Ја победи смртта. Бидејќи тоа е најголемото нешто на кое што можеме да се надеваме. Имаме власт на многу работи во животот, но немаме власт над смртта. Ниеден научник не може да ја победи смртта. Колку и да сакаат, сега ги гледам и Илон Маск и Джеф Безос на Амазон, сите тие и Бил Гейтс работат на долговечноста. На
модификации на гени и така натаму сакаат да бидат богови, но тоа ќе има крај. Тоа има лимит. Бидејќи има жив Бог кој што гледа. Луѓето кои што градаа Вавилонската кула во Стариот Завет можеме да читаме сака да го направат истото во тогашен контекст. Но живиот Бог се симна помеѓу нив и стави крај на тоа. А гледаме дека ние сме некаде близу до тој момент. И Исус Христос ќе дојде втор пат. Ќе дојде. Не знаеме кога ќе биде тој момент. Не знаеме кога ќе биде последниот момент на нашиот живот. На никој не ни е ветено утре. Но никој од нас не ни е ветено тоа утре. Затоа да сватиме малку посериозно што значи одлуките во нашиот живот и што значи тоа да се следи Исус Христос. Дека тој има ветено живот после смртта, за тие кои што веруваат во Него, за тие кои што имаат ставено нивната доверба во Исус Христос, во Него. За тие кои што веруваат дека тој тоа што го кажува и тоа што го има демонстрирано на крстот и после крстот е вистина. Една одлука е доволна да можеме да бидеме сигурни дека еден ден ќе бидеме во вечното присуство Божјо. А вечност се започнува од сега. Смрт е само една транзиција на местото на кое што ние ќе бидеме. Затоа не чекај. Уште оваа вечер падни на колена. Донеси ја таа одлука. Донеси ја таа одлука, бидејќи Исус Христос овдека вели за 3 дена ќе го воскреснам храмот и он беше во право. Воскресна после 3 дена. Неговиот храм, неговото тело, храмот на неговото тело беше воскреснат после 3 дена. Тоа е најголемото чудо на сите времиња. И тоа е чудото кое што менува животи, кое што може да го смени твојот живот, кое што може да те ослободи од сите гревови. И Господ е љубов. Во Јован 3:16 подосна ќе читаме во еден од наредните видеа дека Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син да секој што поверува во него да не загине туку да има живот вечен. Секој што ќе поверува во Исус Христос да има живот вечен. И таа е надежта која што имаме. Затоа не чекај, на никој не му е ветено утре. На никој не му е ветено утре. Падни на колено, побарај го Исус од целото свое срце, повеќе кон него. Исусе Христе, тука сум, спаси ме. Се каам за гревовите кои што ги имам направено. Се каам за тоа што живеев на начин далеку од тебе. Но та барам ти да си Господар на мојот живот. Дојди во мојот живот. Опрости ми ги сите гревови. Ти се предавам тебе. Помоли ги овие зборови, помоли се со твои зборови. Повика го Исус Христос, те чека. Ти за тие што веруваат, подоцна во 15-та глава во Евангелието по Јован не нарекува тие што веруваме пријатели. Живиот Бог не нарекува пријатели. Затоа не чекај. Нов свет започнува од тој момент на одлука да се следи Исус Христос. Но свет кој што многу подобро тој кој што сме живееле до сега. Бидете благословени, се гледаме во следно видео. Чао!